нема да ни биде оваа единствена можеби тема која што ќе не однесе во други делови географски површини ширум светот, некаде кон крајот стандардно имаме светот додека спиевме со нашата Софија Бислимовски, меѓутоа редно време во оние наши куси утрински будења, блок информации, они наставни кои што му даваат посебно уживање на Скопје или пак некој друг град од Македонија. Утрово со нас Маја Крстевска. Да, Маја Крстевска веќе ја гледаме, може да ја поздравиме. Ние имаме одлична соработка со Националната галерија на Македонија како утринска емисија која што во текот на минати изданија информира за сето она што е актуелно и интересно да се види, а ова беше успешна сезона која се приближува кон својот крај, но се разбира во подготовка на нови нешта кои ќе заокружат и оваа 2026 и ќе биде и добар старт веројатно за следната година. Но на која сакаме ние да го најавиме, она која е веќе во тек и отворена во мала станица, една интересна изложба за која што се разбира малку повеќе во продолжение со Маја. Маја, добро утро. Добро утро до вас двајцата, добро утро до сите гледачи на Утринска на Телма. Ви благодарам што ја следите програмата на Националната галерија на Македонија и секако ми представува чест утрово да се будам со вас. Со огромно задоволство. Со Ивана, вистина можеме да бидеме сведоци, а и сите оние кои што ни ја следат можеби редовно нашата програма, случајно или намерно, ќе забележат дека редовно имаме активности и беше оваа убава плодна година за Националната галерија на Македонија. Маја, така што честитки, еве уште една изложба која што ќе биде активна и атрактивна за сите посетители во мала станица до крајот речиси на овој месец јуни. Благодарам. Веќе сме на половината од календарската година, што подразбира дека повеќето активности, повеќе од половина се реализирани во Националната галерија на Македонија. Можам да ги напоменам, поточно да ја потсетам публиката дека Националната галерија на Македонија ги во моментот е актуелна со самостојната изложба дехуманизација или кревкоста на човечноста од, јас би кажала, еден од најинтересните, најатрактивните уметници во моментот на македонската современа ликовна сцена Милан Андов. Таа се наоѓа во мала станица и ќе трае до 28 јуни, така да јас се поканувам публиката да ја посети, оние што не ја посетиле оваа навистина, тој е прекрасен, би кажала, цртач на своето дело, поточно преку линијата, бидејќи тој дипломирал кај легендарниот професор Димче Николов, кој што рано почина, меѓутоа мене ми беше личен пријател и навистина имал што да научи од него. Така да Милан Андов во мала станица до 28 јуни. Оно на што би јас сакала да напоменам и да потсетам публиката дека ние успешно реализиравме неколку проекти во нашите македонски центри во Република Хрватска во Загреб, во Република Србија во Белград и во Република Турција во Истанбул. Поточно одевме со избор од минатогодишната ретроспективна изложба, меѓутоа овој пат направивме селекција на делата од професорката и на Факултетот за ликовна уметност Жанета Вангели, чишто носител на проектот бев јас како нејзин кустос и сметам дека бидејќи во синокешниот разговор со неа, дека таа е презадоволна од нејзиното престанување во нашите македонски центри. Она што е интересно за Националната галерија на Македонија, значи во моментот што се случува и што се подготвува, ние досега реализиравме две изложби, поточно самостојната изложба на Валентина Поцевска, ликовен уметник и издржан ликовен уметник, потоа во месец април ја реализиравме изложбата од колекцијата етнографија во ликовната уметност во преубавиот импозантен Чифте Амам. Она што следи во месец јули, во месец август е омажот на Јован Петров, кој што ќе се случува во Чифте Амам. Понатаму изложба од зографското и профаното сликарство, која што ексклузивно ја промовираме еве сега за прв пат ќе се случи на 20 јули во Чифте Амам. 60 на ликовни дела од профаното и сликарство ќе се презентира пред македонската публика. И она што е најатрактивно, есента секогаш сме најатрактивни, би кажала, бидејќи тогаш го чуваме она што е најинтересно и што е најрепрезентативно да се представи во оваа институција. Меѓутоа, надвор од границите на Македонија, бидејќи Националната галерија потпиша меморандум за соработка со Музеот на современа уметност од Белград, го носиме професорот и академик Жарко Башевски во Музеот на современа уметност во Белград на 2 септември. Ќе биде убав старт на сезоната, сосема идеално и за стартот и на нашата сезона, па така што ќе бидеме на линија. Здравје до
септември има доста активности кои што ќе ги проследиме. Така е, да, но ете забележуваме и активно лето, прилично и веројатно малку време за одмор и како велиме оној рестарт кога зборуваме за креативност или нешто кое што е апсолутно неопходно во уметноста, тогаш треба една мала одишка. Но за според сето ова... Јас ке се надобро за да ми извини мала одишка, да, меѓутоа во тек е конкурсот кон Министерството за култура за 2027 година, така да овие 2 недели вработените во Националната година и Националната галерија не очекува забрзано подготвување на апликации, значи за проекти кои што ги планираме за 2027, крајниот рок е 30 јуни, така да овие 2 недели навистина ќе не бидат плодни, меѓутоа верувам дека во јули неколку дена ќе се најде слободно време за да кажам сите малку да земеме елан и сила да се обереме за да бидеме спремни за летото, доцното лето и есента и зимата. Така е, но кога работата е задоволство, веројатно може да се комбинира. Во мојот случај, да. Така и задоволството и работата, односно одморот и она кое што, како велиме, го поттикнува креативноста, а е резултат за тоа успешноста во работата. Дека ова беше навистина и успешна година или успешна сезона, говореа овие нешта кои што не ги спомнавте Маја во овие изминати минути, но интересно е тоа што ние можеме да констатираме исто дека ние имавме вклучување од културно-информативните центри на Македонија во Загреб и Белград, каде што исто така има активна програма и за сите оние кои што се таму посетители може да се видат дел од изложбите. Се разбира, соработувате и со нив. Тука впечатокот е дека навистина има интерес и дека она кое што е на репертоарот всушност е задоволително, односно одлично за оние кои сакаат да ги посетат како таму, така и тука кај нас. Меѓу другото и за изложбата на Милан Андов, велим уметноста е еден универзален јазик, а токму тој преку оваа изложба говори за она со кое што можеби во денешно време се соочува секој од нас, а тоа е токму тие турбуленции во секојдневното живење од кревкоста на телото, сето тоа да го издржи, тој го презентира на вистина оригинален и свој импресивен начин. Оно што го напомена Ивана, сакам да ги навистина да се заблагодарам на директорите на македонските центри во Загреб, Белград, Истанбул, секако и во Софија. Навистина голем интерес, бидејќи би сакала да напоменам дека Република Македонија е една од ретките земји што располага со неколку центри кои што се толку активни, бидејќи искуствата во Република Хрватска, каде што исто подпишавме меморандум за соработка со Музеот на современа уметност и занечиство, ми кажа директорот дека Сањин Михелич дека тие немаат центри низ Европа и низ светот, што навистина е голем потек за Република Македонија да си ја презентираат својата култура и уметност, секако и преку музика и преку театар, секако да ги презентира во овие центри каде што навистина интересот е исклучително голем. А уште би сакала да додадам дека до крајот на годината, еве, бидејќи нели пусе периодот на нашиот разговор, меѓутоа уште неколку информации, дека следи една голема ретроспективна изложба на творештвото на Ирена Паскали. Ирена Паскали е една од најзначајните уметнички на современата македонска и светска, би кажала, ликовна сцена која што живее и работи во Германија. Нејзе очекуваме во септември месец. И трансформација на уметникот од Косово Исмет Јунузи, како и на уметникот од Албанија Сајмир Сајмију, кои што навистина се сите тие се професори на факултетите за ликовна уметност и мислам дека соработката со регионот и пошироко треба уште повеќе да се процесуира, поточно земјите од Балканот повторно се поврзуваат на моје огромно задоволство и уметниците ги имаме кај нас и ги имаме во регионот и пошироко. Да, секој пат ќе кажеме дека музеите се чувари на минатото Маја, а и секако ќе потсетиме активни учесници во сегашноста па и иднината. Како денес искрено се повеќе и повеќе говориме за музеи, постановки и така натаму, денеска се обидувате можеби младата публика да ја поттикнете да влезе во галерија, па во случајот и на оваа изложба имате можеби да, повели. Секако, пошироката публика и сите знаат дека Националната галерија на Македонија има свое едукативно оделение, каде што моите колеги секогаш се занимаваат со од најмалата возраст, секако се гости наши и директни учесници,
во случајот ги анимираат повеќе околу колекцијата на Националната галерија, која што навистина би сакала да напоменам една од најголемите збирки на современата македонска уметност и да напоменам дека основачи на Националната галерија на Македонија се првата генерација на основоположниците, подочно Лазар Личеновски, Никола Мартиновски, Димитар Андонов Папрадишки, Пантилов, Димо Тодоровски и прв директор Борко Лазевски, прв вд директор на Националната галерија на Македонија, кои со заеднички сили ја основале Националната галерија на Македонија, во тоа време Народна република Македонија било, далечната 1948 година. И она што за нас е ексклузивитет и сакам да го напоменам дека Националната галерија на Македонија го слави својот 8-деценитски јубилеј токму 2028 година, кога град Скопје е престолнина на културата и веруваме дека со овој значаен јубилеј дека ќе допринесеме за чествување на вистина на градот на културата, да си го оправдаме своето 8-деценитско постоење. И пак ќе се надоврзам, нашето едукативно оделение исклучиво работи со деца од предучилишна возраст до нормално до факултетот за ликовна уметност и средните училишта. И во дворот, да кажам, во овие летни месеци ги изнесуваме пред Даутпашиниот тамам, каде што тие сликаат, творат и учат можеби идни наши познати ликовни имиња со моите колеги секако. Одлично, Маја, навистина сме среќни што ете вака споделуваме убави вести и што имаме веројатно една убава предизвикувачка во позитивна смисла иднина или години или конкретно 2028 едно одлично поклопување со тоа што ќе се одбележи овој значаен јубилеј, а исто така и сето на кој ќе биде дел од културните настани кои ќе се случуваат во Скопје. Утрински понатаму продолжува да ги прати сите настани и случувања, да ги испраќаме нашите гледачи граѓаните унаму каде што навистина треба да бидат и да поминат квалитетно време, па така и утрово со утринското будење. Так. Да ги поканиме Милан Андов, до 28 јуни во Мала Станица. И она што е уште интересно, јас би сакала да напоменам, дека Скопско лето со неколку своји изложби ќе учествува во месец јули во Националната галерија на Македонија. Скопско лето е наш долгогодишен партнер. Во петок е пресод каде што ќе ги презентираме проектите кои што заеднички ќе ги реализираме дел од нив во Националната галерија на Македонија. И по овој пак ќе се заблагодарам секако на Министерството за култура и туризам, кои што безрезервно ги поддржуваат финансиски нашите проекти, бидејќи Националната галерија како една од носечките институции од областа на современата уметност го заслужува тоа. Така е, се согласуваме потполно, Маја. Благодариме за утринското вклучување и за овој дел или рубриката Утринско будење во која што навистина ги информиравме нашите гледачи. Вистински информации пристигнаа. До слушање, убаво лето, убав одмор и се разбира, остануваме во контакт